Општина Пробиштип ги избра трите приоритетни полски патишта за кои ќе бара пари од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, преку програмата за рурален развој. Парите се наменети за подобрување и олеснување на животот на граѓаните во руралните средини и полесен пристап до нивите. За оваа мерка, Пробиштип избра пат за реконструкција кој е важен на многу домаќинства. Станува збор за полските патишта населба Пробиштип со населено место Стрмош, оде станува патен правец од некаде километар и 300, километар и 400 метри, патен правец каде што некаде околу 250 семејства имаат своји обработливи површини, станува збор за лозја, житарици, овоштарници. Но локалната самоуправа ќе поднесе барање за уште два патни правци, кои не се помалку важни за жителите на општината. Вториот патен правец е од регионалниот пат Кратово-Пробиштип, каде што се поврзува со населба Пробиштип, и третиот патен правец е Пробиштип-Злето, односно кај местноста Ратавица или Леговец, таму е третиот патен правец. Така да со овие три патни правци општина Пробиштип ќе аплицира до платежната агенција. Општина Штип пак пари од оваа програма, поточно мерката 124, ќе бара пари за патишта до селата Љуботен и Степанци. Патот до село Љуботен е километар и 926 метри, а патот до село Степанци километар 965 метри. За да добиеме инвестициона вредност, ќе мора претходно да се изработи техничка документација. Токму тоа е намерата, да ја сработиме техничка документација, од тоа ќе произлезат сите податоци. На располагање на општините за оваа мерка, државата им дава 10 милиони денари, а една општина може да користи до максимум 1 милион денари. Рокот за поднесување на апликациите за општините е 17 ноември.